Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате 13 ново диагностицирани во Тетовско, 23 во Гостиварско. Во тек е акција за санирање на опожарената депонија Русино кај Гостивар. Дел од политичките партии денеска потпиша обврзувачка декларација за развој на овој туристичко-рекреативен центар. Нови 205 заболени од COVID-19 во земјава. Починати се 6 лица, а оздравени 336. Од почетокот на епидемијата во земјава се регистрирани вкупно 7777 лица позитивни на COVID-19. Во последните 24 часа се направени 1728 тестирања, а регистрирани се 205 нови случаи на COVID-19. Најмногу во Скопје – 60, потоа следуваат Свети Николе со 29, Гостивар со 23, Дебар 17, Тетово 13. Во регионот на Гостивар денес се бележи највисока бројка на заболени откако почна пандемијата. Според податоците од епидемиолошката служба, 16 од новодиагностицираните се од општина Гостивар и 5 од општина Врапчиште. Информациите за жителството на останатите две лица се уште се очекуваат. На инфективното оделение во Гостиварската болница хоспитализирани се 15 пациенти, од кои неколкумина се на кислородна поддршка. Во болницата починала пациентка позитивна на COVID-19 на возраст од 80 години. Институтот за јавно здравје регистрира 336 оздравени пациенти, од кои 40 од Тетово и 8 од Гостивар, како и вкупно починати 6 лица. Во моментов бројот на активни случаи во земјата изнесува 3449. Во тек е акција за санирање на опожарената депонија Русино кај Гостивар. Според проценките до стабилизирање на состојбата, градежната механизација ќе треба да работи на терен најмалку 4 до 5 дена. Повеќе градежни машини од вчера попладне работат на санирање на опожареното Русино кај Гостивар. Стабилизирањето на состојбата нема да биде лесна работа. Зафатена е поголема површина, а со оглед дека се работи за депонија, гаснењето не оди со вода, туку подпалениот отпад се затрупува со земја. Освен општината и комуналец, во акцијата со градежна механизација се вклучи и Гостиварското одделение на Дирекцијата за заштита и спасување. Фактички од вчера од 14 часот ние сме на терен. Со механизација сега 4 камиони сме таму и со 4 багери. По потреба, ако се оцени, може уште да ангажираме механизација. На терен ќе се остане све додека се санира комплет ситуацијата. И вчера вечер во Гостивар се чувствуваше чат и лоша миризба од Русино. Денешниот увид покажал дека состојбата се подобрува, но депонијата се уште гори. Градежната механизација ќе остане на терен најмалку 4 до 5 дена. Прилично голема површина е, се работи, меѓутоа сигурно по наша проценка најмалку 4-5 дена, а може да има потреба и од повише. Голема површина е зафатено, така да не може за кратко време. Во денес направихме увид, контрола, за разлика од вчерашниот ден, димот е помал, меѓутоа уште чади и уште има зафатено површини со пожар. Револтирани од еколошката катастрофа што ја предизвикува Русино, гостиварци покренаа граѓанска иницијатива за повеќедневно блокирање на патот кој води до депонијата, што најверојатно ќе се спроведе после изборите. Поддршка стигна и од Тетовска екогерила, во чие соопштение се вели: жителите на Гостивар во време на пандемија се принудени да дишат загаден воздух поради пожарот на регионалната депонија Русино. Барањето на граѓаните да се организираат за заштита од ова труење е легитимно, а екогерила целосно ги поддржува да постапуваат во согласност со законите и правата на граѓаните за организирање, почитувајќи ги мерките за лична заштита во време на пандемија. Дел од политичките партии денеска потпиша обврзувачка декларација која ја изработи иницијативата да ја спасиме Попова шапка, во која се бара развој на овој туристичко-рекреативен центар.
Ние со надеж и го повикувавме тука истите да бидете присутни и да ни го потпишат за понатамошно време да имаме нешто документирано дека истите биле тука, оделиле време од нивниот живот и дошле до горе за да потпишат и да се заложат за тоа што потпишаа. Значи основните барања се превземањата на сите компетенции на АДЛМ Турс и истите да се пренесат на општина Тетово во локално ниво. Краткорочни барања се анализа на непрофесионално управување и менаџирање на досегашното раководство со рекреативниот туристички центар Попова шапка, инфраструктурни инвестиции во рекреативниот центар и викенд населбата, отстранување на диво градби и нелегални објекти и спроведување на детален урбанистички план. Долгорочни барања се отворени можности за давање во управување и менаџирање на центарот и на приватни инвеститори, изградба на жичара Тетово Попова шапка, инсталација на систем за вештачки снег, проширување на туристичкиот рекреативен центар во две правци, север во страна на Јелак и во страна на надбоговинските бачила, вклучување на граѓанскиот сектор во секоја одлука која воспоставува развојот на туристичкиот центар Попова шапка. Носителот на листата во 6-та изборна единица од коалицијата Обнова на Македонија, Дафина Стојановска, со кандидатите за пратеници денес беше во посета на куќата на Ахмет Чако, објектот културно-историско наследство на Гостивар. Искористам оваа прилика да ги пренесам актуелните проблеми со кои што ме запознаа моите сограѓани турци деновиве, а тоа е дека заради хаосот кој што владее во Министерството за надворешни работи, нивните роднини од гурбет или оние кои што сакаат да отпатуваат во странство заради работа, не можат тоа да го сторат. Ниту едните, ниту другите. Дури имало и случаи кога едните тргнале на пат и од пола пат биле вратени. Токму затоа не се задоволни од оваа власт, бидејќи оваа власт не се снајде добро ниту со короната, односно со здравството, ниту со економијата, ниту со дипломатијата. И додека едни партии сега излегуваат со истите лаги само препакувани, додека други излегуваат со закани за војна или со предизборни условувања, ВМРО ДПМН преку програмата Обнова нуди повеќе за секого, без разлика на етничка или на партиска припадност. Кандидатот за пратеник од 6-та изборна единица од коалицијата Можеме, Фаница Николовска, се обрати на граѓаните во однос на нивните насоки во програмата за развој на економијата. Почитувани граѓани, 3 години во континуитет СДСМ покажа што значи вистинска грижа за сите граѓани подеднакво. За само 3 години донесовме социјална реформа со која социјалната помош ја зголемивме за 300%, воведовме детски и образовен додаток. И понатака продолжуваме да се грижиме, уште повеќе и уште подобро. Имаме план и во новиот 4-годишен мандат обезбедуваме повисока социјална помош за 34.000 домаќинства и детски додаток за 65.000 дечиња. И во време на криза со коронавирусот, концептот парите назад кај граѓаните успешно функционира. Домашна платежна картичка од 9.000 денари добиваат стечајците, пензионерите, чија пензија е до 15.000 денари, самохраните родители, како и невработените, кои не се активни баратели на работа. На 15 јули граѓаните ќе гласаат за фер и праведно општество. Ќе гласаат за концептот кој обезбедува повеќе пари во нивните буџети. Обнова на криминалот и режимот нема да има. Алијанса за албанците одржа митинг во Добридол. Председателот на Алијансата за албанците Зијадин Села пред присутните истакна дека доколку Алијансата за албанците алтернатива победат на парламентарните избори, игрите на среќа ќе бидат дозволени само во хотели со 5 звезди, затоа што хотелите со 5 звезди гарантираат дека нема да бидат блиску до населбите, не секој може да пристапи до нив, а со тоа задоволително ќе се запре овој девијантен феномен. Позицијата на Алијансата за албанците во врска со законот за игри на среќа неколку пати јавно искажано, истото е веќе вклучено во коалицијската програма Држава за сите. Председателот на ДПА Мендух Тачи со својот караван ја посети Мала Речица и Кумановскиот регион.
Тој пред жителите на Мала Речица ја побара поддршката од народот. Од нив побара глас за да исполни неговата идеја за заменик премиер Албанец, а потоа како што рече, следната цел на ДПА ќе биде министер за внатрешни работи, кој ќе ги спроведува законите подеднакво. Председателот на ДПА Мендух Тачи посети неколку села во Кумановско заедно со Орхан Ибрихими. Тој завршната средба ја одржа во градот Куманово, каде истакна дека македонската економија пропаднала, а семејствата се целосно економски уништени. Јас сум подготвен да се борам против овие проблеми, рече Тачи. Левица ја представи својата политичка партија пред тетовци. Изборната програма Државата за народот синоќа во Тетово ја представи политичката партија Левица. Сенада Ибримова, носителка на листата со кандидати за пратеници во 6-та изборна единица од редовите на политичката партија Левица во центарот на градот, заедно со дел од кандидатите за пратеници партиски активисти, ги запознаваа граѓаните со изборната понуда на Левица, делејќи програма и флаери. Левица е најбрзо растечка партија во Македонија. Во Тетово јас како носител на кандидатска листа на изборната единица веќе сум втор пат тука на теренски активности, а членството кое го имаме секојдневно делат флаери и ги запознаваат луѓето со нашата програма. Одлично поминуваме, задоволни сме. Сакам дупатам порака од товчани дека не се сами, дека има партија која се грижи за народот. Можат да го дадат својот глас за Левица, затоа што единствената работничка партија која највеќе се грижи за работникот, работничките права пред се. Порачуваме да се гласа на 15 јули, затоа што е битно да се искористи правото на глас и да се стави крај на ова 30 годишно лудило, изјави Сенада Ибримова. Следуваат деталите од полицискиот билтен на секторот за внатрешни работи Тетово. Ноќеска на граничниот премин меѓународен аеродром Скопје приведен е 28-годишникот Гостивар, кој потоа е предаден на полициската станица Гостивар затоа што се барал со централен распис од надворешната канцеларија за криминалистички работи Гостивар. На 6 јули годинава против него е поднесена кривична пријава за сторено кривично дело за грозување на сигурноста, предвидено во член 144 став 4 од кривичниот законник. Тој се сомничи дека преку социјалните мрежи упатувал закани, односно ја загрозил сигурноста на функционер на владата на Република Северна Македонија. Задржан е во полициската станица Гостивар и ќе биде изведен пред судија во претходна постапка во Основниот суд Гостивар. Вчера околу 18 часот во Тетовско Боговиње, полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 32 и 42 годишникот ова село, затоа што принивени при преглед на возилото со скопски регистарски ознаки во кое се превезувале, им била пронајдена марихуана. Двајцата биле задржани во полициската станица Тетово и по целосното расчистување и документирање на случајот ќе им биде изготвен соодветен поднесок. Вчера пак околу 18 часот и 40 минути на регионалниот пат Брвеница Тетово непознат мотоцикл удрил во велосипед што го управувал 64 годишникот Тетово и веднаш го напуштил местото. Во несреќата велосипедистот се здобил со тешки телесни повреди и бил пренесен во Тетовската клиничка болница за укажување на лекарска помош. Вчера исто така во 7 часот и 15 минути било пријавено дека на автопатот Скопје Тетово пред наплатна станица Желино товарно моторно возило со скопски регистарски ознаки управувано од 53 годишникот Скопје излетало од коловозот. Во незгодата возачот се здобил со тешки телесни повреди, а 36 годишниот сопатник од Скопје завршил со телесни повреди, пошто биле пренесени во Тетовската клиничка болница за укажување на лекарска помош. Извршен бил увид на местото на настанот од екипа на СВР Тетово. Следува прегледот на спортските настани од земјава и светот. Интернационалната ракометна федерација донесе изненадувачка одлука да не додели вајлд карта на Македонија за настап на светското ракометно првенство во Египет. Нашата ракометна репрезентација како најдобро пласирана селекција од последното европско првенство што не обезбеди пласман на светското, важеше за прв фаворит за добивање на специјална покана. Сепак ИХФ се одлучи поканите да одат за селекциите на Полска и Русија. Ваквата одлука е разочарувачка бидејќи Македонија надвор од ракометниот терен беше елиминирана од квалификациите, бидејќи поради пандемијата на COVID-19 не се одиграа квалификацијските надпревари против Франција. Сето ова значи дека за прв пат после 2011 година љубителите на ракометот во нашата земја нема да бидат во можност да навиваат за Македонија на едно големо ракометно надпреварување.
Денес во просториите на УЕФА во Нион беше извршена ждрепката за четвртфиналето од фудбалската лига на шампиони. Првата двојка ќе ја сочинуваат победниците од надпреварот помеѓу Реал Мадрид и Манчестер Сити и од дуелот помеѓу Лион и Јувентус. Втората двојка ја сочинуваат екипите на Лајпциг и Атлетико Мадрид. Во третата двојка ќе играат победниците од дуелот помеѓу Наполи и Барселона и од надпреварот помеѓу Челси и Бајерн Минхен. И во последната четврта двојка ќе играат екипите на Аталанта и ПСЖ. За останатите надпревари од осмина финалето ќе се одиграат на 7 и 8 август, додека четвртфиналната фаза ќе се игра од 12 до 15 август. Надпреварите од четвртфиналето до финалето ќе се играат во Лисабон. Почитувани гледачи, тука е крајот на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието и останете со нашата програма. Пријатно!